На меѓународниот ден на планините ќе зборуваме за Осогово, кое што конечно го доби статусот на заштитено подрачје во Македонија и со оглед на тоа колку е погодена туристичката гранка, можеби со почнувањето на распустот, вистинско време на нашите дечиња да им го покажеме овој рај на Македонија. А за овој рај на Македонија заедно со мене ќе почнеме од Деспина Китанова, која што е меѓу другото и одговорна кога станува збор за заштитените подрачја, координатор на Македонското друштво и се разбира представник од националните шуми, помошник директор Деспина Китанова. Добро, се извинувам, Маре Басова. Добро утро и добре ми дојдовте за двете. Добре ви најдовме. Јас верувам дека заеднички ќе им покажеме на гледачите. Да се поразговара токму за планините денес. Токму така, ќе им покажеме на гледачите зошто и како всушност треба да се посети Осогово. Па јас она што прво ќе го поставам како прашање, реков конечно Осогово е заштитено подрачје. Многу се боревте за оваа работа, Деспина. Па навистина долг процес, тоа е нормално е за да се прогласи заштитено подрачје и да треба подолг период. Би сакала да се надоврзам на претходниот гледач, планинарот кој што толку нели со жар зборуваше за планините. Навистина во Македонија има прекрасни планини, голем број на планини, ние сме планинска земја пред се, но во источниот дел од Македонија Осоговските планини се најголемиот планински масив, највисокиот планински масив, кој што си има своји вредности, карактеристики, убавини. Нашата улога беше ние да ги истражиме природните вредности, односно биолошките вредности на оваа планина. Навистина се потврди дека има голем број на видови кои што се кријат на оваа планина, се всушност меѓународно или национално многу значени за зачувување, бидејќи тука си нашле свое прибежиште, тие се загрозени или пак нели нивниот број е намален, се засегнати, така ги вика меѓународната заедница, нели која што воспоставила рамка за заштита на ваквите видови. И всушност мал е бројот на нивни живеалишта, па заради тоа нели и се со ограничен број на распространување и токму заради тоа се превземаат чекори нели за заштита на одредени видови, одредени подрачја кои што содржат концентрација од биолошка разновидност и покрај биолошката нели и други геоморфолошки културни вредности си поседува Осогово. Сето тоа доведе да веќе нели созреа ситуацијата, се осознае дека навистина треба да биде зачувано во рамки на Република Северна Македонија, тоа да се направи нели со законски основи. И сега подрачјето е прогласено како заштитен предел, тоа е 5-та категорија согласно нашиот закон за заштита на природа. Всушност она што го поседува Осогово ќе треба нели да биде подобро промовирано, подобро зачувано, да биде подостапно за сите оние љубители на планините, но нели и за следните генерации кои што треба да ги видат сите оние работи кои што ги поседува како вредност оваа планина. Господја Маре, какви ќе бидат сега вашите обврски како национални шуми, оние кои што ќе треба буквално да се грижат за се ова што го наведовме, за растителниот, за животинскиот вид? Што е она што ќе треба сега да го спречите, а што е она што ќе треба да го напредите на овие места? Значи, со донесувањето на одлуката за прогласување на дел од Осоговските планини за заштитено подрачје во 5-та категорија заштитен предел, беше постановено да јавното предпријатие биде идниот управувач со ова заштитено подрачје. Ова за нас како јавно предпријатие представува голема одговорност и должност, меѓутоа од друга страна пак отвара нови перспективи во нашето работење, односно дава можност за промена на перцепцијата за јавното предпријатие. Досега ние бевме присутни на овој терен, меѓутоа како стопанисувачи со ресурсот шума. Сега со прогласувањето за управувач на ова заштитено подрачје ни се дава една нова можност да покажеме дека покрај стопанисувањето ние можеме да се грижиме не само за шумите, него за сите ресурси на ова подрачје. Како управувач, значи целта е да управуваме интегрирано, односно да бидат вклучени сите засегнати страни на оваа подрачје, посебно да овозможиме економски развој и бенефит на локалното население, бидејќи на крајот тоа е и целта за прогласување на ова заштитено подрачје. Исто така да се грижиме за биолошките, геоморфолошките
хидролошките, пейсажните убавини, заради кои и ова подрачје беше прогласено за заштитено подрачје, а ние како управувач. Како ќе им помогнете на локалното население, затоа што нели тоа се луѓе кои што се занимаваат со дејности кои што им го возможува токму тој предел. Значи токму тоа и живеат, се искрануваат и се разбира ги завршуваат сите оние обврски во текот на денот. На кој начин можеме да им помогнеме? Значи, ние со прогласувањето на јавното предпријатие за управувач имаме должност да воспоставиме управувачко тело, да воспоставиме структура на тоа управувачко тело, односно совет на засегнати страни. Ај поедноставно малку, како можеме да им помогнеме? Што можеме? Дали да појдеме таму, да купиме нешто од она што го произведуваат? Тоа ми беше целта да го појаснам. Значи ќе бидат вклучени сите засегнати страни, вклучувајќи го и локалното население. Значи во сите активности кои што планираме, ќе се планираат да се преземат во ова заштитено подрачје, ќе биде вклучено локалното население. Тоа ќе биде во насока на унапредување на сточарството, значи екстензивното сточарење, бидејќи тоа е врската меѓу човекот и природата. Потоа користење на пасиштата, посебно на високопланинските пасишта, ќе се овозможи со промоција на подрачјето. Ќе се овозможи да сите производи кои што ќе потекнат од оваа подрачје има додадена вредност. Тоа ќе биде директна корист за локалното население, било да биде тоа сточари, пчелари или било која друга дејност. На тој начин се дава можност и да се развијат и некои додатни вредности, односно туризмот, развојот на млечната индустрија, односно индустрија. Тоа да биде на ниво на локално население, значи производство на домашни продукти, меѓутоа со додадена вредност, бидејќи ќе стои заштитено подрачје Осогово. Јас сум многу воодушевена, например, од кашкавалот, од медот. Дали може би овие производи може да се брендираат како такви? И се разбира на туристите кои што ќе доаѓаат да им се понудат како нешто што го произведува локалното население. Тоа е и целта, бидејќи ова подрачје е баш познато по традиционалната храна, меѓу другото. Каква храна најчесто? Ете кога, да речеме, ќе дојде, да речеме, некој турист во Осогово, во Малешевијата, што е она што најчесто му го сервираат мештаните? Тоа е, како што рековме, млечните продукти, медот, тие се број 1 и во Малешевијата и во Осоговијата. Го споменуваме туризмот. Таму има и многу интересни предели кои што буквално го одземаат дивот. Не само ние, сигурно гледачите во моментов и гледаат од природата која што е недопрена. И тоа мораме да го кажеме. Меѓутоа, ете, кои се оние места на кои што туристите, доколку и ние сакаме да го унапредиме малце, затоа што видовме со пандемијава дека не ја познаваме доволно Македонија, кои се местата кои што треба да се посетат во Осогово? Па јас не би рекла дека Осогово е недопрена планина, навистина има парчиња кои што се многу добро сочувани, сепак и покрај тоа што е навистина една од најексплоатираните планини можеби во Македонија, заради развиеното рударство, заради активното сточарење од друга страна која што е подобно за биолошката разновидност, но сепак нели има влијанието на човекот е многу изразено на оваа планина, од друга страна шумите се користени со векови. И исто така нели и останатите ресурси кои што ги поседуваат од дивечи така натаму, водите во последно време се под силен притисок заради изградба на мали хидроелектрани на оваа планина, но сепак на Осоговските планини се сочувани некои делови од самиот предел од екосистемите, има парчиња од шуми кои што навистина изгледаат како недоприни, односно барем нели имаат вековни стебла кои што се во поголем број добро сочувани. Тие се и вредните всушност делови на планината, каде што има и концентрација од значајни видови. Имаме речни долини кои што се со клисурест карактер, тоа е например долината на Стара река, односно Шталковичка река, во изворишниот дел кај Раткова скала, понатаму Дело Демиричка река, Модра река, сите тие се локалитети кои што навистина изгледаат многу природно и кои што кога ќе тргнете кон Осогово, јас мислам дека гледачите може да добијат впечаток и од самите снимки дека претежно е гола планина, односно отворени простори во високопланинскиот дел, претежно пасишта, но
незините долини кријат и некои места кои што се недоприни. Има Осогово е голема планина, морам повторно да кажам, и има голем број на локалитети кои што треба да бидат посетени, има голем број на села кои што го задржале својот традиционален изглед и кои што ќе ве вратат во едно време или во минатото, во 18-тиот, 19-тиот век, бидејќи се уште имаме такви куќи кои што се со автентичен, традиционален стил зачувани. Треба да бидат зачувани исто така те и во рамки на заштитеното подрачје како една културна вредност на овој регион. Во духот и на самата категорија да се зачуваат природните и културните вредности на подрачјето во категоријата заштитен предел. Она што може да се посочи на гледачите дека треба да се посети Пониква, особено во зимскиот период, таму имаме ски центар, или еден единствен во Источна Македонија, иако мал, но сепак е одличен, особено за најмалите. Значи, ние стално го промовираме оно вашите деца првпат на ски на Пониква. Всушност е идеална за престој на фамилии со мали дечиња, каде имаат услови и да прошетаат на планината, благи била, имаат содржини во смисла на скијање, санкање, почетно барем, дури има и за оние кои што се по авантуристички типови да тргнат, доколку имаме снег, сепак мора да кажеме, бидејќи на Осогово знаеме дека снежната покривка може да се задржи 1 до 2 месеци во текот на годината. Добро е да се уловат тие моменти всушност кога имаме снег и околу Пониква и Калин камен, навистина има места кои што се лесно пристапни и каде што можете да уживате во самите убавини. Она што спомнавте дека е долг процес да се прогласи едно заштитено подрачје, е навистина долг, зашто ние и благодариме на програмата за чување на природата во Македонија, која што е поддржана од Швајцарската агенција за поддршка и развој. Тие и понатаму ќе го поддржуваат подрачјето, ќе сакаат да го развијат во повеќе насока, првично да се постават основите за зачувување на оние вредности кои што ги поседува самото подрачје, а од друга страна секако ќе се размислува како да се поттикне развој на туризмот, како повеќе да ги направиме овие вредности, односно информации кои што ги знаеме, да ги доближиме до локалното население. Гледаме дека имаме свесно население до еден степен. Јас навистина ќе се надобразам повторно на планинарот кој што зборуваше, има една група на луѓе и се повеќе свесно население во Македонија дека сакаат да се зачуваат вредностите, сакаат да уживаат во планината, ја почитуваат природата и сметам дека правиме чекори кон и реална и успешна заштита на природното наследство во Македонија во иднина и за следните генерации. Јас ви благодарам на гостувањето. Распустот почнува токму по новогодишните празници, па ете, и за дечињата, и за родителите, со оглед на тоа дека во моментов каква што ни е состојбата, дефинитивно убавиот воздух е вистински благодет. Мислам дека една од убавите дестинации е токму Осогово, која што можете да ја посетите и да уживате во неа. Ви благодарам уште еднаш за гостувањето.